Не смееме да ги забораваме штетните дејства на другите отрови, како што е никотинот од цигарите, како што се бројни оштетувања од разни лекови, особено дискутираме тука и за честопати вообичаено применувани лекови од тип на антипиретици и аналгетици, кои што знаеме да ги користиме долго време, сметајќи ги дека се безопасни и стандардни. Имам болка, пијам соодветен или тој на кој што сум научен антипиретик или аналгетик, и во таква ситуација, доколку ние се однесуваме континуирано, правиме штета и на други органи, меѓу кои што особено црниот дроб, кој што е одговорен за преработката на лековите, да не забораваме. И она што е сејако клучот на денешната емисија за крај, како круна, во суштина најголем дел од проблемите со црниот дроб кои што не се поврзани со алкохолно потекло доаѓаат во особи кои што се обезни, особи со прекумерна телесна тежина, а кои што честопати доаѓаат до оваква ситуација поради несоодветна исхрана и несоодветен животен стил. Значи комбинацијата од прекумерна конзумација на производи богати со прости шекери, тргнувајќи од нешто што е вообичаено, сладки, чоколади, газирани сокови, безалкохолни. Значи, понатака масна исхрана која што е прекумерна. Дискутираме тука за прекумерна месна исхрана со повеќе од 3 пати неделно. Дискутираме за бројни месни преработки кои што се конзумираат обично наутро и навечер, па не е некој голем проблем, паштети и слично. Исто така зголемени по приказ на потрошувачка во овој период. Конзервираната храна се зголеми поготово на стартот на ковид кризата. Се тоа фактори кои што значително доведуваат до зголемување на ризикот од покачување на телесната тежина. Конзервираната храна и од друга страна го штети црниот дроб, бидејќи повторно треба да обработуваме штетни материи, и на тој начин доведуваме до ситуација да покачиме ниво на масти во организмот, како холестерол, така и триглицериди, и индиректно да влијаеме на функционирањето на црниот дроб, односно да го зголемиме замастувањето на самиот црн дроб, со што тој не може да ја исполни својата основна функција на преработка и детоксикација на организмот.